Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска со прашање до премиерот Христијан Мицкоски за растечката инфлација, цената на животот и економскиот стандард на граѓаните. ВМРО ДПМН е повторно за аферата Марковски и поврзаноста на Заев и Крстеви. Премиере, каков е планот? Како владата планира да покрие буџетската дупка од 1,4 милиарди евра до крај на годината? Понатаму, каде се капиталните проекти кои што беа најавувани? Каква е стратегијата за наплата на приходите, за стабилност и за инвестиции? Економијата не се води со лажни бројки, со пиар, се води со одговорност кон секој денар. Потребна е сериозна стратегија, потребна е стабилност, потребен е план, но ние за жал ништо од ова не гледаме. Ако не постои јасна стратегија, ако реалноста се прикрива со лажни индикатори, тоа укажува многу јасно дека на краток, на среден, на долг рок, оваа власт ќе го столчи развојот и стандардот на оваа земја. 3 октомври 2023 година направена е рамковна спогодба за ископ на јаловина на РЕК со Марковски компани во вредност од 25 милиони евра, во која подизведувачите ќе заработат 10% или 2,5 милиони евра. Како подизведувачи на овој ископ на јаловина се појавуваат фирмите Сим Инженеринг и Јавор Транс, кои се во собственост на Симеон и Горан Крстеви. Симеон и Горан Крстеви се луѓе блиски на Зоран Заев, кои со него беа уште од аферата Глобал. Намерно не биле главни изведувачи за да не се забележат, но сепак парите од државните тендери завршиле директно кај нив, стои во соопштението на ВМРО ДПМН.